Печатот на овие локални избори беше ударен на две работи. За прв пат по независноста на државата се употреби биометрискиот отпечаток за прст како гаранција на саморегистрираните гласачи да го дадат својот глас. И второ, за прв пат една странска земја, во случајот Американската амбасада во Скопје, испрати допис до обвинителството во кое се посочи дека поранешни осуденици со оружје може да ги попречуваат изборите. Додека власти и опозицијата најавуваат окрупнување на своите сили во пресред на вториот круг од изборите, остануваат најдискутабилни проблемите на некои гласачки места поради употребата на апаратите за отпечатоци за прсти, како и дојавата од обвинителството за вооружени бивши затвореници. Од обвинителството за 25 минути изјавија дека се уште е отворен предметот и активно се проверува информацијата која до нив ја пренесе Американската амбасада, откако партиско лице ги известило за повеќе кратно осудени сторители на кривични дела дека незаконски добиле слобода и оружје. МВР ја отфрли можноста дека воопшто постојат такви вооружени лица. По извршените проверки и консултации со Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање се утврдило дека пријавата е неоснована и дека не постоја издржани индиции за присуство на такви лица на денот на изборите, но и претходно во кампањата, а со тоа се покажа и на денот на изборите кој мина во најдобар ред. Професорот Никола Дујовски смета дека дојавата за вооружени лица да бидат пуштени на слобода за време на изборите е страшно за општеството кое е демократско како нашево. Известувањето беше многу посериозно, не за можни изборни нерегуларности, туку дека 83 лица вооружени се шетаат на територијата на северозападна Македонија, гостивари другите места. Не дека ќе прават изборни нерегуларности, туку 83 под оружје, а кој што не е редовна полиција или војска е многу страшно за општество како што е нашево демократско. И тоа беше во раните утрински часови, нешто што никогаш претходно не се случило, а ние сме имали многу посериозни изборни процеси, па дури ако се сеќаваме и пред 10 на 15 години имавме и загинати. Вакви информации од амбасадите, пријателски земји немало и затоа мислам дека јас се уште сум убеден дека станува збор за многу внимателно постапување на амбасадата, кој што веројатно бргу станаа свесни дека станува збор за лажна вест, не објавија кој е тој кој што пријавил, но може под прилика да се претпостави. Јавното обвинителство не излезе со никакво соопштение, дури не излезе нити со демант дека такво нешто постои, меѓутоа видовме дека имавме мирен и успешен изборен ден и тоа е најважно од се. Јас ја разбирам пораката како една превентивна порака која што имаше за цел да ги разбуди органите на редот. И пред се Министерство за внатрешни работи и јавното обвинителство кои што сигурно биле во координација, но недостатокот на дополнителни информации за мене говори за тоа дека ние едноставно не треба да се грижиме, не може, едноставно не е можно во нашаво општество, во безбедносен систем како што го имаме денеска, 83 нека биде и само еден под оружје од нив, едноставно не е можно повеќе. Довербата во институциите секогаш треба да биде на прво место кај граѓаните, смета професорот Трајко Славески. Мене таа вест ме потишти некако, зошто лицето кое што се обратило до Американската амбасада не се обратило до нашите институции, до Министерство за внатрешни работи или некоја друга институција, обвинителството, кои што тврдеа дека се на терен и слично. Станува збор најверојатно за низок ниво на доверба во институциите. Понатаму работа се на институциите да ја завршат својата работа. До сега произлегува дека најверојатно немало ништо во врска со тоа. Дали мислите дека со тоа има недоверба во системот, во институциите на Македонија? Па не мислам, не генерализирам, ама лицето нели кое што се обратило до Американската амбасада, тоа не зборува добро и го руши угледот на Република Македонија. Не е работа на Американската или на било која друга амбасада се занимава со тие работи. Вториот проблем на изборите, користењето на апаратите за отпечатоци на денот на гласањето, беше дискутабилен и со изборот на фирмата произведувач. Тоа беше германската фирма Dermalog, избрана на тендерот на Државната изборна комисија за набавка на системи за биометриска идентификација на гласачите, која според германските медиуми има проблематична референца од претседателските избори во Авганистан уште во 2019 година. Но не само што е проблематично, тоа е единственото изборно искуство на Dermalog досега, иако станува збор за најголема германска компанија во областа на биометриската идентификација. Случајно или не, Dermalog на својата интернет страница се рекламира како произведувач на биометриски гласачки системи, но никаде не го споменува својот ангажман во Авганистан. Весникот Welt am Sonntag неодамна објави дека Dermalog добила договори за испорака на биометриска опрема како апарати за отпечатоци за прст без тендери во неколку држави низ светот.
Вестникот наведува дека исто така спорни се постапките за набавка на ваква опрема во Авганистан и Хаити, но при тоа не го споменува последниот тендер за локалните избори во Македонија. Дермалог беше избрана на тендерот за обезбедување техничка опрема за спроведување на локалните избори во Македонија со отпечаток на прст, како што на 16 јули соопшти председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Оваа компанија била оценета како најдобра во комисијата за јавни набавки и тој потоа го направил изборот. Првиот човек на Дик Даштевски тогаш истакна дека Дермалог од Германија е избрана со евалуација, ги исполнила условите и истата фирма била со најдобра понуда, но и најдобар апарат, причини поради кои предлогот за избор на компанијата беше прифатен и веродостоен од Државната изборна комисија. Професорот Дујовски укажува дека непринципиелниот договор меѓу политичките партии да потрошат 11 милиони евра за апарати за читање на отпечатоци можеше да се избегне, а парите потрошени за ова да се наменат за други цели и подобрување на самата демократија. Јас мислам дека овој непринципиелен договор, така да го наречам, помеѓу партии да потрошат 11 милиони евра буквално за џаби или за многу мала корист, ние не видовме некоја посебна корист од сето тоа. Отпечатоците од прсти е само еден од системите на идентификување на граѓаните. Мислам дека 11 милиони евра можеше да се потрошат за многу други работи. Овде мислам дека премиерот Заев не требаше да се согласи, затоа што не дека се загрозува демократијата, напротив, тоа би било придобивка. Но 11 милиони евра за отпечатоци од прсти на денот на гласањето, колку долго и да ги користиме, нема да ни донесат толкава вредност колку парите што сме ги потрошиле. И не е само тоа. Дополнително, се види дека на целиот изборен ден ние изградивме систем и на органи кои што се вклучени во времето на подготовка на изборите, и изборите се добро организирани. Нема повеќе изборен туризам, нема повеќе, или барем е тоа сведено во некои занемарливи граници, семејното гласање, групното гласање. Сето тоа укажува дека ние имаме стабилен гласачки ден. Фингерпринтот беше можеби повеќе инсистирање на опозицијата колку да се вгради во нешто. Што очекувате за вториот круг од локалните избори? Можно ли е вакви некои работи да ни се повторат како што ни се повторува проблеми со неисчистени избирачки списоци во минатото и кочење на демократијата, на демократските вредности во земјата? Можно е, се разбира фактот дека според првичните и неофицијални резултати од пописот ние сме околу 1.800.000 граѓани, а имаме поголем избирачки список, значи дека избирачкиот список мора пред наредните избори, какви да бидат тие парламентарни или седно какви, мора да биде сериозно прочистен, особено ако во јануари, како што е најавата од Државниот завод за статистика, за информација дека да, официјалната бројка е 1.800.000 граѓани. Тоа ќе значи дека имаме барем 300-400.000 граѓани повеќе во избирачкиот список, затоа што малолетниците не гласаат, а тие се од 20 до 25% во нашата популација. За вториот изборен круг ги очекувам мирните активности како што беше и во првиот изборен круг. Важно е што имавме мирен изборен ден, имаше инциденти. Исто така е многу важно што Државната изборна комисија едногласно ги отфрли сите приговори поднесени од политичките партии, па дури и за техничките прашања. Би било добро, кога веќе ги имаме овие апарати за фингерпринт, малку повеќе да се посвети внимание, да се стават повеќе примероци таму каде што ќе на гласачките места, затоа што во добар дел од општините веќе нема потреба од втори изборен круг, за граѓаните да не чекаат, за да се обидеме тој систем да го усовршуваме. Ќе видиме понатаму дали воопшто во некои наредни избори ќе се користи. Но генерално очекувам фер кампања во наредниве денови, да не ни се случуваат тоа што ни се случуваше во пред првиот изборен круг, и се разбира мирен изборен ден на кој што граѓаните ќе се определат за тој за кој што сметаат дека треба. Различно од Дујовски, размислува професорот Славевски околу употребата на апаратите за читање на отпечатоците. Како може да ја загрози демократијата? Не слушнав ниту еден, да речем, потенцијален гласач кој што се пожели да се откажал од гласањето. Напротив, нели тоа влева дополнителна доверба, затоа што ние сме имале проблем со нерегуларности во гласањето, со полнење на кутии, повеќе кратно гласање и така натаму и така натаму. Факт е дека имавме доцнења, ево и јас од личниот пример требаше неколку пати да се идентификува оттисокот од прст, но видовме и на што тоа се должи. Слаба обученост на голем број од избирачките одбори и, како што беше кажано, Државната изборна комисија слаб квалитет на околу 25% од базата која што добиле на оттисоците од Министерството за внатрешни работи.
При примена на секаква технологија, на почетокот може да се очекуваат известни технички проблеми, техниката сепак е техника. Ова може да биде и порака до Министерството за внатрешни работи во процесот на земање на отисоци на граѓаните, затоа што тој процес тече постојано, се обновуваат лични документи и така натаму, да води сметка за квалитетот на отисоците, затоа што најверојатно тој проблем ќе се јави на друго место. И сакам уште ова да додадам, ние сме сведоци во многу поразвиени земји од Република Македонија, многу позрели демократии, каде што гледаме помедумите редици на граѓани кои што по неколку часа трпеливо чекаат да го остварат она свое, како да кажеме, едно од најголемите права, правото да одлучувате за своите избрани представници. И тука мислам дека треба да се поздрави трпението на оние македонски граѓани кои што морале почекаат известно време за да го остварат своето право на глас. Едно е јасно, дека операцијата со отпечатоците за прст на избориве, наместо да го унапреди општеството на ниво како во земјите со развиени демократии, таа не врати многу наназад во демократскиот процес. Освен тоа, останува неизвестно дали проблемот со нефункционирањето на читачите ќе се повтори и во вториот круг од локалните избори. Операцијата отпечатоци на прст за време на изборите практично не врати многу наназад во демократскиот процес. Не беше ли поедноставно да се прочистат избирачките списоци и да изгледаат тие избори многу по-демократски во онака како што изгледаат во позрелиот демократски свет? Отпечатокот од прст како идеја е пласирана и како политичко барање од страна на опозицијата. И беше невозможно да се излезе надвор од тоа барање? Верувате, правевме обиди. Токму во Министерството за правда се одвиваа разговорите со сите партии и ВМРО-ДПМН делумно и Алијанса инсистираа на тоа. ВМРО-ДПМН со јасен став дека нема да излезе на локалните избори доколку не се воведе овој систем за верификација на идентитетот на гласачите. Ние не сметавме дека е тоа потребно и неопходно, сметавме дека имаше доволно изборни процеси од 2016 до денес, во кои што покажавме дека и ДИК под водство на представник на опозицијата и целиот наш систем може да изведе избори без посериозни грешки, а и таму каде што има грешки, тие се исправаат и со преговори и со реакција на механизмите на изборниот законник. Меѓутоа, тие инсистираа, јас не мислам дека имаше некој посериозен ефект. А избирачките списоци дали се прочистени? Избирачките списоци се прочистуваат редовно и има прочистување. По мене пописот ќе биде уште подобра основа за да се прочистат избирачките списоци и точно да се утврди кој живее во државата, кој не живее и кој каде гласа. И тогаш ќе се елиминираат и овие фингерпринт. Апсолутно, ние не го сметавме тоа за потребно. Никако влада, никако СДСМ, ниту сметаме дека тоа нешто додава на изборниот процес. Меѓутоа, заради инсистирање на опозицијата и за да има изборен процес кој што сите ќе го чувствуваат за кредибилен, го оставивме тоа како, иако беше скапо, прескапо и не функционира. Се покажа дека да. Значи имаше не дека не функционира, меѓутоа имаше многу проблеми. Нашиот предлог беше да се пилотира во неколку општини, за да видиме како ќе функционира, бидејќи првпат се спроведува. И среќна околност е што на наше инсистирање на владачките партии остана можноста граѓаните да се верификуваат, да го верификуваат својот идентитет на друг начин. А тоа е со отпечатокот прст на избирачкиот список. Инаку, инсистирањето на ВМРО-ДПМН беше само со фингерпринт и никако поинаку. Замислете што ќе беше во тој случај, колку граѓани немаше да можат да го остварат своето право на глас, а реално имаат право. Наша цел беше секој што има право, секој што е во избирачкиот список, да може да го даде својот глас, зашто тоа е суштината на изборите и на демократијата. Да. Добро. Уште еден поразителен момент беше пуштање на 83 затвореници со оружје. Таа информација дојде од обвинителството, односно Американската амбасада, која го алармирала јавното обвинителство, и тоа навистина изгледа како еден недемократски процес, туку навистина шокантен изборен демократски процес. Се разбира, никој тоа не го посакува во ниту една ситуација, но она што е среќна околност е што по проверките на безбедносните служби
на Република Северна Македонија и на сите владени институции се укажа, немаше ниту еден податок кој што укажува на вистинитоста на таа дојава. Тоа е, претпоставувам, дојава која што некој испратил во Американската амбасада, меѓутоа по проверките што ги направивме и со МВР и со останатите немаше никаква реална опасност од такво нешто и видовте дека не се случи. Заради тоа што веројатно алармирале од амбасадата. Не знам, јас од понашто го знам и понашто го знам од институционалните проверки, немало никаков таков план, ниту пак тоа по мене не е ни можно, ниту пожелно да се изведе. Би било тоа катастрофално за нашиот демократски систем. Ние сме имале во минатото ситуации каде што имало и вооружени пресметки, престрелки на избирачки места и кршени кути и проблеми, меѓутоа тоа веќе треба далеку да е зад нас. Но самата најава, самото соопштение кое дојде беше индикатор дека постои сомнеш за демократскиот капацитет на оваа држава. Видете, во ниту еден момент не треба да постои сомнеш, особено не со оваа влада, бидејќи многу пати сме покажале дека главната цел ни е да штитиме демократијата. Демократијата нема цена и нема никаков изборен резултат или било што треба да биде поважен од демократијата. Впрочем, знаеме дека и поранешни функционери и цела една структура на функционери се заглавени во судски процес токму од таа причина за тоа што манипулираат со изборите. И таа лекција мислам дека сите ја научили, барем верувам дека е така. Само сакав да едно дополнување за вториот круг. Мислам дека фингерпринтот ќе има би требало да има подобрување, затоа што многу лекции се научија, да нема толкави гужви, да нема редици, само по еден обид за регистрација, доколку не успее веднаш да се премине на другиот начин, затоа што важно е секој што ќе сака да го оствари своето право, а знаеме дека имаше луѓе кои што не отидоа на избирачките места заради тоа што имаше долги редици. Добро, ви благодарам. Благодарам и вам. Колега Николај, каква е ситуацијата, изборната ситуација во Бугарија? Како се гласа, дали тоа изгледа како во Македонија со отисок на прст или пак можеби поинаку? При нас в България започна предизборната кампания в петък и от тогава насам вече политическите партии и коалиции се подготвят за 14 ноември, когато ще бъдат и президентските избори и парламентарните, които ще бъдат трети за тази година. Нещо, което не се е случило никога в българската политическа история. Иначе в България през последните 6 месеца беше постигната договореност на изборите на 11 юли, които бяха, и сега на 14 ноември да се гласува с машина. В България казваме, че това е машинно на гласуване, в което вместо с бюлетина хартиена можете да гласувате на екран, като изберете коя партия и кой кандидат смятате, че трябва да бъде в парламента. Има също така възможност и за преференции, когато изберете от определената политическа сила, от определената партия, от 10 или 11 имена, които са вътре в бюлетината, поставени по електронен начин, вие може да маркирате кой искате да бъде на по-висока позиция. И така понякога в България се получава много интересни феномени, когато лидери на коалицията или на отделната партия не могат да влязат в парламента, защото хората са предпочели друг кандидат от дадената партия или коалиция и той ги изпреварва с тези преференции. Най-известният такъв пример, си спомням сега, беше преди 7 години на европейските избори в България от Българската социалистическа партия, когато едно младо момче, понеже беше активист, така беше познат сред избирателите,
имаше номер 15 и коалицията на БСП беше 15 и за него помогна ситуацията, че беше 15-15, т.е. че можеше да се гласува за 15 номер в 15-та коалиция. И така той успя да изпревари много от своите съпартийци и да влезе на избираемо място. Практически той беше избран за евродепутат. Аз не казвам нищо лошо за него, той е много умно уче и все пак защитаваше земеделската политика в Европейския парламент. Но ето такива феномени има, когато се изпреварват определени хора вътре от листите. Затова не случайно вчера партията на Слави Трифонов забрани използването на преференции, защото вероятно се бои от това, че някой би могъл да изпревари фаворитите, които са спуснати от централата на партията на Слави Трифонов. А што се однесува до идентификација на гласачите, како се идентификуваат? Со лична карта, со истечени лични карти, како во Македонија, може би? С лична карта се идентифицират Новажечка. Да, новажечка, но има и нещо друго, че за предишните избори, за тези на 4 април, които бяха в България, беше позволено хората, които заради COVID вълната, третата COVID вълна, не са могли да си заменят личните карти, с решение на Централната избирателна комисия беше позволено те да гласуват с изтекли карти, но се знаеше точния брой на тези хора, които са гласували с изтекли карти. За сега в България не е имало така афера голяма да се гласува толкова много с изтекли лични карти. И това беше пак прецедент, но прецедент, който беше контролиран от държавата. Добро, Николај, аз ти благодарам за овој кратък разговор. И аз благодаря за разговор с теб.